Благодарам, господине Джафери, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Хари Локвенец. Јас ќе продолжам таму кај што застана колегата Цуклев. И ќе ги замолам колегите пратеници, вака на брзина склопено законско решение од страна на владата, да не се протнува како решение на група пратеници, кои што ќе треба да бранат нешто кое што од самиот почеток ни дава за право да сомневаме во лукративната природа на измените кои што треба да бидат направени со ова законско решение. На самиот почеток рековте дека во интерес на вистината, убеден сум во исправноста на овој закон и јас се согласувам со вас дека сте убеден во исправноста, посебно кога го давате примерот со ТАФ и средствата кои што се таму заробени за изградба на карго аеродромот во Штип, а кои што вие уште минатата година ги наведовте како градежен бум кој што ќе се случува во Република Македонија и со кој што ќе бидат офатени сите општини во Република Македонија преку проекти кои што се доставени до владата по однос на водоводи, канализации и други инфраструктурни проекти. Тоа ветување ви беше лани. Вие, еве, после 2 години од вашата власт, пробувате со анекс на договорот, на законот, се извинувам, со измена на законот, да донесете анекс кој што е спротивен на сите услови при распишување на било која тендерска постапка и на сите услови при распишување на постапка за концесионерство и јавно-приватно партнерство. Каде е замката, господине Хари Локвенец? Каде е тоа кога што вие дали не сакате да го видите или сакате притајно да го помините, а ќе представува огромен проблем во иднина ако го донесеме овие измени на закон. Точно се знае по закон или по дефиниција што е јавен партнер, правно лице кое доделува договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за Република Македонија, за градот Скопје, општините, јавните предпријатија во склопот на општините. Што е приватен партнер? Домашно или странско правно или физичко лице или конзорциум со кој јавниот партнер склучува договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство или кој за таа цел основа друштво со посебна примена. И до тука нема ништо спорно. Знаете каде е спорното, господине Локвенец? Во измената која што ја давате во членот 41, имате оставено простор за такви влијанија и јас, доколку ова помине, ги жалам министрите и градоначалниците кои што ќе влезат во оваа приказна и кои што ќе имаат проблем при реализација на некој ваков договор за концесија или јавно-приватно партнерство, каде што вие велите дека приватниот партнер да достави извештај со кој се потврдува дека предметот на договорот не може да се реализира како последица од надворешни или друг вид на објективни влијанија. Кои се тие надворешни влијанија? Кои се тие друг вид на објективни влијанија? Знаете што значи тоа? И кој ќе оцени објективноста на влијанието во моментот? Владава, градоначалникот, директорот на јавно комунално или било какво предпријатие кој што склучува јавно-приватно партнерство со некој? Ќе имаме проблем. Вие го кажавте примерот со ТАФ, повторно ќе повторам, и тука горе-доле е чиста работата, освен делот кај што сакате да ги извлечете парите и да ги пуштите по локалните самоуправи и да ги прекажувате како ваш успех и успех на вашите градоначалници, и тоа не е спорно во политиката. Каде е проблем? При добивање или водење на постапка за концесионерство или јавно-приватно партнерство. Вие понудувате услови во кои што приватниот партнер или оние кои што сакаат да бидат приватен партнер во тоа концесионерство или јавно-приватно партнерство се јавуваат на самиот оглас. Зошто ви го зборувам ово? Ќе бидам пластичен, можеби и вулгарен. Поднесувате концесионерство или јавно-приватно партнерство за вселенска станица. Се јавува една фирма, специализирана за тоа, што знае што треба да изработи, како треба да го изработи тоа. После 6 месеци од самата работа,
приватниот партнер доставува и со тоа, што се јавува фирма специализирана за таа работа, други фирми кои што не може да ја завршат таа работа, се тргаат надвор од целата постапка. После 6 месеци излегува со извештај приватниот партнер дека од одредени објективни или надворешни причини не е во услови да го изведе тоа и се обраќа на, да не речеме владата, бидејќи владата се грижи за јавното добро, за некој градоначалник со извинување на сите градоначалници, кој што сака лукративно да делува во овој процес. Свесно влегува со таква постапка, со таква понуда, со такви правила на игра во самото концесионерство или јавно-приватно партнерство. И вели, јас од тие и тие причини Вселенската станица не можам да ја изградам. Меѓутоа можам да изградам штали за земјоделска задруга кои што ќе се вклопат во јавното добро. Владата и градоначалникот му одобрува и ние сега место Вселенска станица имаме штали за кои што може да се јават уште 150 други земјоделци. Ако што читајќи ја самата понуда за концесионерство и јавни приватни партнерство, викаат јас не можам да се јавам на оваа постапка затоа што не разбирам ништо од вселенски станици. Ама после некој градоначалник или некој функционер, да не биде сега цело време по нив, некој функционер од влада или од локалната самоуправа решава и претходно биле решени да ги сменат условите. Со анексот, кој што изјавата, која што ја бара самиот приватен партнер и со која што веќе ќе се пренамени целата работа. Значи, ние бегаме од основата за која што била поднесена и барањето кое што било поднесено за самото концесионерство, приватно партнерство или договор. Јас, господине Локвенец, имам едно прашање, кое што ако вака биде изгласан измената на овој закон, дали тоа не значи дека се доведува во заблуда целосната постапка од почетокот, како што ја објаснив пластично, односно секој понудувач кој што учествувал во постапката, во веќе досега постоечкиот член 41 од законот, после склучен долгогодишен договор и прифатени услови кои што важеле за сите понудувачи кои што биле јавени, а дел и не се јавиле затоа што не ги исполнувале условите по основ на самата понуда, сега е предмет на измена. Значи ние основата, односно самата понуда почетна, можеме со оваа измена да ја смениме и во старт нема да дозволиме одредени понудувачи кои што не исполнувале некои услови да се јават на овој оглас за концесија или јавно-приватно партнерство. Знаете што можеме да направиме ова? Даваме можност на било кој бизнисмен да отиде кај некој градоначалник или кај некој министер од владата и да рече: слушај, дај ние ќе правиме регионален пат, ама во услови да ќе ставиме за автопат, затоа што за регионален пат има 100 фирми во Македонија што може да се јават и да ја завршат, ама во условите за автопат немаме. Има фирми кои што ќе се јават една-две странски или нема никој да се јави. Правиме услови за автопат, после 6 месеци не отпочнување на работа од одредени надворешни влијанија или објективни растегливи причини и се договараме ќе оградиме регионалниот пат. И што сме направиле? Градежни фирми од околината, од нашиот град, од нашата држава, у самиот старт со понудата ги отфрламе. Така да, господине Локвенец, мислам дека изменава, се извинувам ако не е така што ви е подметната, вие да ја браните, требаше да ја брани владата или некој министер кој што свесно ги прави овие измени за да има можност за утре тие одредени влијанија надворешни или внатрешни ги толкува како што сака и во потреба од приватниот партнер или оној на кој што треба да му завршиме работа. Ви благодарам.